Опишеш времето кога се случи и кој те разбуди? Значи времето кога бил потпален пожар, негде околу 3 часот и 40 минути са бајлето. Според видеозаписот од камерите, значи мене прво ме разбуди, ајде да речеме така, експлозија една. Непосредно по експлозијата, после некои 10 минути, а може и пократко сам ни гледав на саат, де полиција тропаше на врата и ме разбуди, ме замоли фино културно да се дислоцирам од местото ради евакуација, ради мојата безбедност. Но излегов надвор полицијата, веќе беа и моите комшии исто така разбудени и дислоцирани на посигурно место. Децата исто сигурно, деца, стари лица? Да, деца, стари лица, изнемоштени на секако дека лица, мислам, разни структури на население. Се чувствуваше лоша миризма, имаше час? Да, секако. Имаше час, имаше, споделив и некои слики што успеав да ги направам во текот на минутата. Имаше голем пламен, јазик, сепак тука се горени гуми, пластика и сите работи кои се, да речем, најде, може би, канцерогени, не знам. Сега тоа знаат експертите подобро. Меѓутоа, не беше баш пријатели за дишење. Сепак кога сте во нека таква непосредна близина, мислам дека сепак се чувствува такво нешто. Колку траеше целиот настан? Па целиот настан траеше многу долго, со тоа што, нели, пожарот, иако локализиран некаде се гасеше, меѓутоа имаше доста работи кои што тлееа и пак повторно избунуваше. Но со навремена координација на самите пожарникари локализираа успешно пожарот и го ставија под контрола за брзо време. И не дозволија, како што гледате, да се расшири понатака и да ги зафати куќите, кај што и населението. Зошто мислите, која е причината да биде подметнат таков пожар? Тоа не можам да го кажам и не можам. Не се сомневате во некој? Па јас не би можел да се сомневам, затоа што не е мојот објект подметнат е на сервисот. Не, вие вака... Па сигурно е тенденциозно, чим пали, значи, негови возила и сервисот негов, а не другите објекти, значи, сепак има нешто тенденциозно.